да го поздравиме заеднички денешниот настан во организација на Црвен крст и бројни учесници со една преубава порака за среќно детство. Токму во тој контекст, колку сакаме квалитетен живот, колку како на граѓани ни е потребно понекогаш некој да не ислуша, да не упати, следејќи ги сите наши истражувања, клиниката Жан Митрев со својот лидер, академик доктор Митрев, проценија дека ќе поддржат отварање на еден референтен центар, а изборот на Охрид не случајно, како колевка на нашата писменост и култура, се избра и се одобри. Програмските цели на референтниот центар се воглавно свртени кон задоволството на пациентите, превенцијата и следењето на нивниот проблем од тегоба, здравствен проблем до решение. На денешниот настан ни е особена чест и задоволство што присуствуваме како дел од цела оваа атмосфера која што владее тука во Охрид на плоштадот и што повеќе ако не е здраво потомство, ако не е здрави генерации и среќно детство. Некако, како да ни недостасува тој момент, малку да се подсетиме и ние возрастните во интерес на децата, затоа што тоа е нашата иднина, меѓутоа и нашата сегашност. Во тој контекст би сакала да кажам дека академик доктор Митрев го отвори и го поддржа референтниот центар и она што го одобри како програма на овие три аспекти за работа е всушност поддржано и канцеларијата е непрофитабилна канцеларија. Значи за било која услуга како референтен центар на Жан Митрев клиника стоиме на располагање на граѓаните, да ги слушнеме кој е нивниот проблем, да помогнеме некогаш ако е потребно било какво разговарање околу одредена проблематика, за да продолжат понатаму да ги мотивираме да бидат дел од собствениот третман и дел од своето решение, а не дел од проблемот. Исто така, многу важна улога на референтниот центар е поддршката на пациентите кои што веќе се определиле за некоја диагностичка процедура или пак оперативен зафат, да можат да дојдат, да работат на себе за надминување на овој стрес, кој што секако сам по себе го става организмот во една позиција на многу размисли, на многу прашања и подготвеност да се соочи и да го разреши здравствениот проблем. Токму од тие причини, програмата која што ја развивавме цели 8 години во тогашната Филип II, сега осовременета, направена во пошироки рамки, затоа што кардиохирургијата се прошири со многу одделенија. Тука има дел исто на штантот од се она што постои таму. Од диагностика, магнет, компјутер, одделение за естетика, односно институт за естетика, офталмологија, стоматологија. Минатата недела би сакала да го поздравам отварањето и промоцијата на гинеколошко-акушерското одделение, кое што ќе биде во Скопје, секако во Жан Митрев клиника, кое што всушност треба полека и сигурно да го не да прераснува, туку да се етаблира во центар за планирање на семејството, во центар кој што ќе може да даде и во однос на диагностика, и во однос на третман, и во однос на планирање на семејството, се она што е потребно во врска со овој аспект од здравието. Да не должам, основната цел со психоедукација во референтниот центар е да го подобриме квалитетот на сите граѓани
во Република Македонија. Програмата за психоедукација и поддршка на пациентите ја почнавме во 2002 година, како поддршка и психоедукација и за нивните семејства. Сите да ги помилуваме нашите срца и да им дадиме здрави пораки, дека ги сакаме, дека ни требаат и да размислуваме за негувањето на нашето здравје на денот, на светскиот ден за заштита на срцето. Верувам дека секој од нас знае дека и престојниот месец октомври е месец кој што поддржува многу значајни денови во однос на здравјето. Од 1 до во текот на октомври се деновите и за старите изнемоштени лица, понатаму превенција на пациентите од канцер на дојка и еве во размислувајќи во тој контекст да дадиме максимум како луѓе, како граѓани кои што ја го креираат својот живот, што поактивно да бидеме вклучени во се она што може да значи заштита и поддршка на нашето здравје.